почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Проектот Вистината за Македонија продолжува. Граѓаните на Штип се вклучуваат во враќањето на слободата, демократијата и правдата во Република Македонија. Денеска ќе објавиме нови докази за упадот во автономијата на Универзитетот Гоце Делчев и неговата злоупотреба за партиски и лични интереси на поединци од ВМРО ДПМНЕ. Ке слушнеме како и во Штип фирмите и бизнисмените кои не сакаат да одработуваат за власта се уценувани и ставани под силен притисок. Јавноста ќе слушне какво е мислењето за градоначалниците на ВМРО ДПМНЕ во Штип и ќе се дознае и вистината за односите помеѓу функционерите на ВМРО ДПМНЕ. Почнуваме со сет од два разговори. Првиот разговор е помеѓу Антонио Милошовски и Саша Митрев, ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ќе слушнете како, за да се добие согласно за вработување во универзитетот, е доволно некој да се повика на Антонио Милошовски. Лично Милошовски крои план како негов човек прво да волонтира, а потоа да биде вработен на универзитетот. Вториот разговор е помеѓу две пратенички на ВМРО ДПМНЕ, Силвана Бонева и Надица Танчева-Тулиева. Јавноста во Штип многу добро знае дека Универзитетот во Штип се злоупотребува за партиските интереси на ВМРО ДПМНЕ, но и за лични интереси на функционерите од власта. Во овој разговор ќе слушнете како се договара за пишување на Силвана Бонева на Универзитетот Гоце Делчев. Самата Бонева вели дека е срамота, додека пак Танчева-Тулиева ја уверува во наводници ќе се истера работата. Уписот се договара за да се направи преку луѓе блиски до власта. Да ги слушнеме овие два разговори. Исто се повикало и на вас. Да, точно. И па добро, јас го имам тука ставено ке мене во ова сиоката и согласностите, значи согласно или ако сака он умеѓу време да волонтира нешто да и да го имам во. Да, јас мислам дека нормално знае за согласности се бориме, дека не е лесно, ќе му помагам колку што можам, ама може во меѓувреме тој и да си волонтира. Сепак да го запознаете, да го видите, тој да ве запознае. Да, обично и така волонтират некое време, па влезат во комбинација. Да си ја види средината него и така. Силвана, уписите ќе бидат у август, класичен упис ќе биде. Тоа. Значи класичен упис ќе биде у август, така ли? Класичен упис у август и ние ќе стераме работа и да не му се секираш. Се са наши свет таму и ќе изтераме работа. Треба да земаш кога ќе идеш, сега ќе идеш другата неделя, понеделник, вторник, негде ќе има седница за одлуките за колку комисии, колку делегации, колку такво началното. Така. И може да ми земаше такви, как ги викат, шо има испити, кај има... Ќе ги земам се. Какви смерове, шо има там, шо знам шо има. И да видим от ти таквите да ги погледна, да видят, че ти признаят от... Как го викат? Ама това трябва после с писмото изгледа. Со упису како се даде, така ли? Декано шо е Ананија се много нашиот човек. И он е сега дека, не е веќе онај Стеван Алексовски, тај гадниот шо беше. Тај нашиот човек и тука. Значи ќе таму упис ќе направиме кај што ќе са тие нашите професори. Кажам јас, те и се. Е, така само до полагање. Значи некои испити што ти се признават, секи ти кажам јас, другата недела. Добро, они там каде беше дадел Орцел фон
не знам колку бе, 9 или 11 или бе, кажа да признават тие, ама они ќе видат там според програмата. Добре, се не бе тука работа. Тука штета да не искористиме тука ово. Не бе, не, срамота веќе. Излези. Ке биде бричка, не му се секираш. Окей. Ке биде. Земаш ти живи и здрави само да сме. Да ја некна за тоа не те, вика мај да не те замарам, оти Никица ми кажа у август, вика, со класичен опис, се што треба ќе ти кажам, вика сега, не ја замари жената сега, оти уште е рано. И така да ќе ја тераме работата. Па, Секако што треба да биде. со класичен опис, што сака нека, значи они предходно треба само да донесат решение што признават од испит и дека има запишуват околу година. Така, он го гледал го уверението Ананис Сотировски, не знам кој, и кажале таму некои испити се признават, ама неки ти кажам ја по-детално. Парно. Така. Да видиме кои се признават, они решение треба, мислам, да донесат, че признават и околу година ма запишуват после врзо на това. Ке биде. Окей. Така, секи. Ајде, сега вижи, се видиме, значи. Почитувани присутни, ве молам за внимание. Следуваат два нови разговори. Првиот исто така помеѓу Бонева и Танчева. Ке слушнете што мисли пратеничката на ВМРО ДПМН од Штип за поранешниот градоначалник од Штип Зоранчо Алексов. Во третиот разговор помеѓу Ванчо Костадинов, актуелен заменик министер за земјоделие, тогашен директор на Централниот регистар, и Владко Мијалков, директор на Царинската управа, според Мијалков, поранешниот градоначалник на Штип, Алексов, е во наводници чуден човек, па како што вели, некои дури сметале дека и во наводници со паметот не е малку во ред. Да ги слушниме овие два разговори. Што ќе се пофалеш друго? Ништо наде немаше да се пофалям. Поминах еден пекол, фала му на Бога, Што сме живи. што сам цела така. Многу беше мачно. Настрадаме ние многу. Ќе се видиме, ќе си правиме мобет. Многу страшно. Охо. Најтрагично е со нашите оти војна. Па таваде, това подметноване, некажуване агендата, говорене оти ја бойкотира Демек Силвана, се сешта. Исто и Вај Лудаков, градоначалник Алекс, многу мака имаме со него. Имате мака? Јас со мојо председател на Општински комитет у Струмица, он го турија, за да не бойкотирате да направат глупост, па јас сум им главниот непријател, не заедно. Тој бе Зоки Зоран Алексов у Штип, тој чуден човек, бе? Што да ти кажам? Што да ти кажам? Не знам, човекот се смени. Сите збора дека нешто последните 2 години се смени. Дури не мислам да не е нешто со памета да не е малку. Не знам што е, и сопругата него е, жена му и тој дали приватни проблеми, ама не е битно тоа. И тоа некако поинаку ја сватија моќта, како ти кажам. Значи, сакаат се да стават под своја контрола, не разбираш? Го чувме мислењето на функционерите на ВМРО ДПМН за поранешниот градоначалник на Штип. Последниот разговор помеѓу Миле Јанакиевски и Александар Николовски ќе слушнеме какво е мислењето за актуелниот градоначалник на Штип Илчо Захариев, исто така од ВМРО ДПМН. Да го слушнеме овој разговор. Другиот по рейтинг гледаше? Гледав, председателот на општински има најубав рейтинг. Тој сака за градоначалник, а бе му викам сега ако бидеш ти градоначалник, ти најди ме носта, лесно е, ама ако не видиш, најубав рейтинг имаш, ел. Од сите други имат поубав рейтинг. Минус Илчо Захариев, вака, бандит, не видене, најак рейтинг има, вака се крстиш. Ами не се кара таму, не е заедни. Лизни мазни. Народ живее во држава у пичку. Почитувани штипјани, тоа се кадрите на ВМРО ДПМН.
Треба ли воопшто да кажеме нешто друго за градоначалникот Илчо Захариев, за кој, како што чувме, неговите сопартици сметат дека е бандит невиден. Јавноста слушна за изборниот криминал на Никола Груевски во цела Македонија. Штип не е исклучок. Следуваат два разговори. Првиот покажува дека на денот на локалните избори 2013 година Никола Груевски преку неговата секретарка бара во Штип да се забрза акцијата, особено со неопределените граѓани, за буквално сите да се извадат согласно списоците на ВМРО ДПМН. Вториот разговор покажува дека Ванчо Костадинов е ангажиран и во општина Центар. Костадинов, од позиција директор на Централниот регистар, заедно со Миле Јанакиевски, кројат план како пензионерите да се пратат во странство 2 дена пред локалните избори и да се задржат на граница само за да не гласаат на изборите. Срамно и навредливо. Еве ги тие два разговори. Ало, Никола. Здраво, Ленче, од ти председателот. Да, помени, Ленче. Те молам, Никола, да забрзате со акцијата, и особено со неопределените. Сите што треба... Ленче, да, завршуваме со нашите. Молам, ќе ги вадиме од дома, Ленче. Значи побрзо, Да. значи да се активираме, да се извадат сите. Да. Кој постри што си предложи, да се ги носат и повратно да имате кој кого извадил. Да, во ред, списоците стеј. Фала, Ленче, ајде, здраво. Ало? Ало? Да. Тук се зборев сега, само изслушаме малко. Значи, Сашо ти се јави синоќ, единствено можно се таа за овие, за старчоците таму кај што сме кај Зелено пазарче. Шо? Значи, ко се ми кажа, Владо, што ќе градел пензионерски дом на председателот на општина Центар на пензионерите, одитно уште денес ако може да организира да ги најде тие што се членовите таму по тие зградите, да се организира бесплатно 2 дена од утре да би тргнале на Пладне. Што немаш да организира се? А зошто да не може тој председател да отиде од влез на членовите да и каже се организира тоа и тоа? Дали сте заинтересирани да идете? Кој ќе го организира тоа? А што има проблем? Еве ќе најдеме преку агенција 50 евра коштало 3000 денари да ги задржат до недела вече. Ама не се глупи пензионери. И тоа да утре тргнуваат, денес ги организира. Кој се? Епа добро, тој бил нас, сега ко се ми кажа. Значи, тој Владо го знаел на општина Центар председателот. Значи да го викне уште денес да ја организира акција. Ама кој бе, тој нашите чига не се глупија. Тој е глуп што е? Епа треба да му се каже, значи иначе 3000 денари по човек бил. Значи не може на него да рачунаме, човек, тоа сакам да ти кажам. Не, добро, вот јас ти сејаво ти ко се ми кажа за тоа. Тој нашите ќе ги стави. Тој е близок до нас, со Владо е пријател, ничем го ставивме, на листа не влезе. Па треба му се каже да отиде... Не може тоа да го направиме. 22-24 да и каже, луѓе, колеги, пензионери, значи се организира утре, идеме таму и таму, ќе ве земат, ќе ве соверат со високотуристички автобуси, идеме, го организира градската организација на Скопје или на општина Центар, пензионерската организација. Значи само и да направи анализата, ќе се каже во зградата, тој ми е пензионер член, тој е звони на вратата, така или телефон. Дај да реципиме лифто и таму нешто пичко мечен, да историме. Тоа не мислам мора, тоа е услов. Значи тоа не се дискутира тоа. Значи тоа мора. Ние сега со Мики се видовме овој синоќ од ДСДС во 12:30 до 1 сат седевме. Нема тоа се студаш. Не, ги извадивме од листата. Значи јас ги поделив, ги структурирав од 90 до 95. На тие што му се само што се вратат околу него, што се околу тој дел од Зелено пазарче има едни што живеат, една банда пече дечки, им ги кажавме кои, значи по име презиме, да видат што. Ајде денес кога се видиме ќе правиме момент. Ајде. Добро, ама види, те молам размисли за ова дека може да се организира. Го мислев ношти Иванчо, ама не знам, малку ме скртлив. Не знам, он ме упатува на Владо. Владо не се појавува. Ако имаш ти комуникација со овој Тодоровиќ, викни го и кажи му, одма може денес он уште сега да иде со луѓето по зградите, да ги праша, слушајте, имаме организација, имаме добра
Ајде зборна ми се влад. Средствата и ако 2-3 автобуса да организираме од таму 70-80 луѓе да се качат, ќе речеме, ќе им кажат се враќаме во недела во 12 во 1 часот или во 3. На Царина ќе им кажам ќе ги задржиме, значи после 7 ќе си дојдат. И нема да гласа. Како? Ќе да ги носиме. Или Грција или некаде туку, или Србија еве, атрактивно нека биде Србија, сите се ме ичу. Ајде. Ќе ве молам за внимание. Следува разговор кој уште еднаш ја покажува поклопеноста на државниот систем. Како вработувањата се реализираат исклучиво по партиска линија и како прво се одредува списоци на имиња, па потоа врз основа на тој список од кадровата се распишува оглас за вработување. Да го слушнеме тој разговор помеѓу Ванчо Костадинов и Владко Чинговски, тогашен директор на Елем. Јавноста слушна. Владко, знаеш зашто ти сеја? Сакам. Јавноста слушна за упадот на Миле Јанакиевски во Прилеп, за затворените фирми и драконските казни. Истото се случувало и во Штип. Приватни фирми биле под жесток притисок на власта. Оние што не подлегнале на притисокот, заканите за инспекции и драконските казни веднаш биле реализирани. Следува сет од 3 нови скандалозни разговори. Во првиот разговор помеѓу Миле Јанакиевски и Ванчо Костадинов се констатира дека приватната фирма Ваго Петрол не сака да се предомисли, односно не сака да одработува за власта. Во вториот, Јанакиевски дава налог за тоа да биде известена пазарната инспекција и директорот на управата за јавни приходи Горан Трајковски. Во третиот и последен разговор од овој сет, поранешниот градоначалник на Штип и директор на Царина Владко Мјалков договараат кои бизнисмени од град Штип треба да бидат притиснати, а кои, како што велат, треба да бидат сотрени. Слушнете ги овие 3 разговори. Владко, знаеш зашто ти сеја? Сакам да се замолам за нешто. Има еден дечко, постојано конкурира. Сега тој од Штипе, мислам, како да ти кажам, наш човек е на 5000 населба, младите сите ги водиме, разбираш, значи, способно дечко е на електрофакултет електроенергетичар. Има ли некој шанс? Он има подршка и од кадрова, заведене таму, Стојче го предлагаме, разбираш, и така. А сега ние имавме сега конкурс за волонтери. Се пријавил ли тој нешто на волонтерите? Не беше пријавил. Па не знам, имало некој оглас за вработување кај тебе сега, некој или за... Има, ама тој е за што беа привремено, за трајна трансформација, 13 луѓе. За тоа. Така тој е за затворени се имињата таму. Па добро, јас дека не знаеш, ти затоа ти се јавиш. Види, вообичаено е, ти знаеш, треба прво да се одберат луѓето, па после се отвора конкурс. Да, јасно. Значи јас затоа прашав. Тој е заведен кај Стојче. Да. Имавме ние сега 150 волонтери примавме. Низ цела Македонија. Ама тоа е завршено. Не знам дали се пријавил, не се пријавил. Ако се пријавил, требаше од кај Стојче да добиеме позитивно, ама не знам како се вика, не знам дали е пријавен. Веројатно шом се јавуваш не е пријавен. Да, не знам за волонтер дали е пријавен, дека он е од Штип, ако би дошол, ти треба да знаеш многу трошно ќе му биде. Тоа ти е за Скопје волонтерство, така? Да, за во Скопје, генерално е за во Скопје. Мада и за подругиве подружници, ама сите му се нему далеку, ние немаме ништо во Штип. Да, он за Скопје сакал да конкурира на некој од тие места, ама што се затворени, ништо што да преме. Па во тура ништо, нека прати нешто и да видиме кој ќе се отвори некоја можност, зашто да не, добри инженери секој пат ни требаат. Да, добар е и посветен, мислам, вака со работа. Викам ја дека е добар, сигурно дека е добар. Така. Да, апсолутно. Има и партиски луѓе што сакаат само да забушаваат.
колку само да клатат врата и да земаат плата, реално, ама овој дечко е вака, вредно човече. Вили, не е лошо тогаш да ми пуштиш ти по мејл негово CV, па да го имаме во предвид кој ќе имаме нешто да го контактираме пред да одиме со отварање на конкурс. И ако би можел такво нешто да направиш, добро би било. Прво и ти би требало да го видиш, ме разбираш? Да. Другата работа е секако е, мислам, со подкрепа, ама добро и ти да го видиш, за да си видиш, мислам, вака како способен. Јас кога примам така обично и од партијата, барам, значи, да за едно место 5 лица, 6, 7 да ми дадат. Да, сигурно. Да. Да, за после да знаеш што си одбрал. Ала? Овај, како сега, хубаво, муба, како сега се премисли. Извини, министр, можеш нешто да се прекинува? Овај со бензински како се вика од Чипа. Ваго Петрол има две бензински, едната е кај Крупи. Позираме него или ќе се премисли? Не сака да се премисли. Не, сите му се го. И јас, и Јованче Андоновски, и Сонја Липиткова, братучери со мажот и одеше на преговори. Јас колку пати сум ми помогнал, еден куп пати. Општината зема од таму гориво, не сакаше да се премисли, и татов му се јавил, викал пиштол да ми стават, не се премислил. Значи, тоа е последно. До 15. Ваго Петрол, значи во Штип мотел и бензинска Ваго Петрол во Штип и бензинската пумпа во Крупиште со мотел. Добро. Сега, значи, останува овој Ваго Петрол, што има бензински, значи, одбива по секоја цена. Значи, никој, сите интервениравме таму, и Јован Андоновски, и Сонја Липиткова, и градоначалникот. Значи, сите вика, пиштол да ми ставите, вика, одбивам, а од Гергелија ќе обезбеди сите и уште овој се чека од... Добро, дајте ми Ваго што му се пади, прави да видиме пиштоли дека ќе ги даде. Да, значи, знаеш, две бензински, че таму се знае кој може да претендира. Значи, пазарно и... Јави се набети на коди денес, координирал сам, јави се набети во мојме. Ајде, денес ще појди на Коран Трајковски пиштим, ајде. А ти знаеш што правев ја последните 2 недели, човек? Па ја у 3-4 со колата вртев ко будала. Значи ги следев, правев, се збореше низ градово и градоначалникот се пуштил у поход далови кои продават гласови. Со местни комитети ги гонев суше камчик да земам. Ако не се организиравме како што треба, за никаде ќе бе. Да. Значи сега треба да му направиме стратегија на овој Мите. Мите шефе треба малку да го притисне. Он се понаша како да е цар на градот, да ти кажам. Да. Види, две работи да ти кажам. Значи, слушај, тука еден човек, со еден човек седам, а тен мој човек е така, и јас ти му кажам. Значи, да знаеш дека не зборам пред други луѓе. Значи, Мите Нико Петров треба да го сотреме, ама Роби малку да го стегнеме на наша страна, шефе. Многу се прави независим. Роби? Роби, телекабел. Тоа е ѓубре. Тоа е ѓубре, Роби. Почитувани граѓани, овие луѓе не луѓе не биле нечовечни и полни со гнев и омраза само кон неистомислениците. Јавноста ќе слушне што мислат за своите сопартици, функционери, министри, за своите коалициони партнери. Ќе започнеме од ресорот, со кој раководи министерот за здравство Никола Тодоров. Однапред се извинувам за сите вулгарности, поградни и недолични зборови што ќе ги слушнете. Следува сет од 3 разговори помеѓу Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски. Јавноста ќе слушне што мислат Јанкуловска и Ставревски за министерот за здравство Никола Тодоров, но и за здравството воопшто. Дека Никола Тодоров направил најмногу стратешки грешки и дека најголемиот проблем во државата е токму во здравството. Дека Тодоров предизвикал исти проблеми и во Министерството за образование, но тогаш немало време да ескалира. Ке слушнеме како Ставревски констатира дека проблемот со здравството е проблем на граѓаните,
но и на цела влада генерално. Слушнете. Али интересно беше како прво сите беа или најголем дел од тие беа онака поддржувачки настроени кон Лигњава и после кога се отворија картите испадна дека он најмногу стратешки грешки направил. Така, и што е факт, не е ништо... Што е факт, што е точно, ја не зборам на памет. Значи, јас кога реков, не можеш ти да држиш тема за реформи, а најголемиот проблем у државава е кај тебе и ти да го игнорираш. Ама не е присуството ова, оно, и на крај испадна дека и не е толку добро присуството. И не треба секојаш присуство. Да. Тоа што го збориме ние од пред... А ја и ти го збориме многу одамна тоа, и меѓу нас, ама и пред нив, значи ние сме си конзистентни. Не треба да си ни доктор по некои работи за да знаеш што е штетно, што преминува. Да. Ти земи што сакаш, најдоброто прави го у некоја област, ако го претераш, што е штетно. И ако го претераш, и ако го правиш у несоодветно време. Да. Значи не можеш ти на толка... Не ширам темата да ја враќам назад, да кажам дека практично истиот стил беше и во претходно. И во образование беше исто. Јас... Само што тогаш не стигнаа да се... Немаше време толку да ескалира работава. Ја денес ми пукна филмот. Треска, мајка ми кажуваше од Сабајле, она била со Бетина лекар, да не оди сама и не завршиле работа. Вика одедно. Не е само личен негов проблем, туку и партиски е проблем. Не е само партиски, на владава е проблем. Мајка ми... Прифатам дека при партијата трпи. Мајка ми... Првата реакција на организаторот ме погледна како не знам што да сум кажал. Ако не си партиска штета... Да. Мајка ми шум ми вика... Зашто направиле вака или така? Ти замисли, мајка ми вика денес, преген или беше кај мене, вика не е убаво ова, треба нешто да направите, мака имаат луѓето. Знаеш, мислам... Сите имаат проблем со ова. Не се брани оваа позиција. Па не се брани затоа што никој не ја гледа објективно, него тие што треба да ја решат, ја гледаат со тесен круг и си викаат супер сме ние, овие нечини и се тапшаат по рамо, да. Не може без сите да се против тебе и ти да мислиш дека ти си во право. Катастрофа е целава работа. Да чекам на пат да тргнам више да имам матер на сите. Јас чекам утре да одам на пат. Ајде, Нино отишол на пат, што да го варам у Хјустон 2 доктори да дојдат следната година. Ајде, ја овдека ќе спире седи таму и Кире и само Кона Данјинско. Да. Тој ваму диде, тој таму диде, тој наму диде. Ајде се матер. Шубава слика. Кој води комисија, кој води влада, кој води ова, кој води тоа, кој се расправа со милион луѓе? Личните навреди и меѓусебната омраза биле секојдневие за министрите во владата на Груевски. Тоа го покажува нивното човечко и културно ниво, нивните вредности. Но за граѓаните тоа нема суштинско значење. На виделина излегува целокупната нивна неспособност. Следува сет од 7 разговори. Јавноста ќе слушне какво мислење имаат Ставревски и Јанкуловска, овој пат за Миле Јанакиевски и зошто? Како Силвана Бонева е на тапет затоа што заклучила дека зидот на Стариот театар во Скопје е крив и неквалитетно направен. Ке слушнеме и еден разговор помеѓу Гордана Јанкуловска и Мартин Протогер, кој открива дека Антонио Милошовски тајно гради куќа во медитерански стил. Протогер потврдува малверзации од страна на Милошовски околу земјиштето за кое се гради куќата, но и околу пријавувањето на друг имот на Милошовски. Ке слушнете како на Јанкуловска. За Јанкуловска е чудно што синдикатот на Министерството за надворешни работи го поддржала штрајкот на лекарите. Да ги слушнеме овие разговори.
Да. И фактички Ја, ти сега му- раципеш односи со 10 други за да... Му ставил тој Турчино 3 бројки, му викам, абе, и со тие 3 бројки колкава ќе ја користа за Македонија. Му викам, ти основно дете од основно да ги чита бројки, веќе види дека лажат со тоа. Глупак Не, еден. ама, мислам, ние сме збореле, толку е површен, толку е... Ѓубре. Значи, ѓубре невидено е. Значи, полоше од сите. Пошто другите може не знаат некои работи, може не им е, знаеш, И познато посебно- нешто. Ама и посебно без оки со тебе, сите овие години... Ѓубре невидено е, Горде. Значи, Ако- кога ова пред мене вака го прави, можам да замислам на само Да, како да. се збори. Значи, на цела поддршка, на се што имаш направено и тоа не денес, не вчера, него со години наназад. Не сум сретна, затоа толку се нервираш. Јас па не сум слушнала баш тоа што изгледа. Не бе добро, ја знаев дека спиеш, Да, тасно е. ама Онака од викам, лутина да не можеш да Не, па јас се бајле кога видов, викам, човеков шум толку се изнервирал, сигурно е нешто сериозно. Абе, Не, знаеш гледа како дека- перфидно онака покварено ги буцкаше работите. Значи, најрасипано што може. Да, ваму... Као се он сака да го направиме, ја не сакам. Нешто или не знам. Ја за овие со таск и многу сумнителен ми е. Цело време исто го прави. И Копилево после имаше на друга точка на која што највише ме изнервира, се запна да му даеме 2 милиони евра на ТАВ за субвенции, за low budget. Чекај бе, му викам, тоа е градено во бизнес моделот, он затоа е концесијата ја доби. Зошто ние треба да На тој плаќаме? тав бише шо... Бе, јас, знаеш, исто со него кога се расперав за тав, милион евра им извлеков. Абе, Ама они Копилето ќе е си одат ако корумпирано ги тоа ТАВ, бе, притискаме. цело време за нив само. И И на викам, крајот чекај, се победија, тројца бе. Знам која беше твојата. И исто, зошто бе све да им да. попуштам? Ѓубре мало која Не, ама почна. е не безобразно. Вчера пријателов мој Миле ми праќа една порака, мислам како само јас не се устручавам да му одговорам како што мислам. Тој предмет чека во МВР. И викам, добро, Миле, сега ќе ги вратам луѓето да видам што толку чека МВР што ги закочи инвестициите. Предметот уште не е стигнат у архива. А по состаноци и секаде... Копиле лоша копија само направена од... Па не интелигентна верзија, тоа е. Глупа верзија. Го виде како му го пуши... Да, бе, да. Така, не ти кажав детали, Ина. Као дете мало. Филма, што го гледа он и овој го пушта. Онака импресиониран, ко заљубен у нова девојка. Ама тоа ти е нездрав карактер. И сите лоши навики од сите страни ги има собрано. Мислам, што е тој речник, закочено е у МВР, чека у МВР. Никога бев на пат, ми се јавува брзо со враќајна согласност за некој таму у Прилеп. Викам, не можам, викам, на пат сум. Ми треба, пушти ми ја по факс. Викам, извини, Миле, јас документи по факс не пуштам. У затвор се оди за тоа. И што има врска, дали е согласноста? Петок или понеделник? Еден закон нема прочитан во живот. И тоа, пази, согласноста е за некои минерални суровини, тоа рудник е. Неке го ископа рудников преку викенд. Идиотизам. Сузана му вика на Бети. Бети, добро што те видех. Сакав и на премиерот да му пишам. Некни шетаме со мажот ми. Видо од театарот многу крив. Не. Крив, вика, може да падне. И вика на Бети, јас да сум на твое место, динар нема да му платам ни изгледувачите. Вика, катастрофа, како е лошо направено. И Бети... А она и за тоа ли е експерт? А преге бе оваа Лила, таа жена, мислам, тотално одлепена, нели денес? Слушање телефона. Па да она така прави. И пази, нели се договорија, све денес гледаме у дневник, ќе свадела листи, уж сите 6 изборни единици, ја побарав,
Не се, ја ви пуштам порака, викам, Лиле, ги финализираме работива, ама колегиве у Дневник виделе некоја изјава, што е работава да не има промен. Леле, која ми се јави 18 минути на телефон, абе такво дрвење едно време ми вика, а што мислите вие да извадиме ние една независна листа во четворката? Ми се дигна притисок. Викам, вие сте или не сте у коалиција со нас? Абе, буда може ни сте. И ја да ти кажам, вака кога ги гледам и неа и Силвана, викам, абе, нема поважно у животов од нормален да останеш. Налет, све друго, абе, ти се откачи така некоја жица, бе. Ни фамилија ке те трпи, ни никој жив. Знаеш ли каква куќа градал? Значи, сепак си ја градал. 2 куќи градат со Саше. Саше ми е комшија прв на Марија Брати. Даде овој од вечер. Земјиштето го зеле на име на Саше. Разбираш? Он го има земено. Што е патриотот за името. Што збореше 5 години и што набил да рейтинг, него дам со една реченица, него дам името. Океј да гради куќа. Има семејство, треба да живее, ама зошто криеш? Така, океј, ако имаш пари изгради, нека е здрав и жив. Не е природно у шатор да живееш, природно е да сакаш да живееш убаво. Пријавил, ама куќа медитерански стил. Пријавил дека станот го има купено пред да дојде на власт, а го купил година и пол откако дошол на власт. Ама тоа ти викам, значи зошто да криеш? Да. Океј, еве, имаш министерска плата, можеш кредит да земеш да изградиш. Значи, по-коректно е и кон фамилијата, и кон јавноста, и кон партијата. Кажи ми сам, природно е да сакаш да живееш човечки. Ама зошто да криеш, зошто да правиш малверзации? Да. Шупак. Абе, конкретно тоа што те барав, гледам за ова за докториве за штрајков и нешто што ми патна вака во очи, пази, излегува синдикатот на МНР и ги поддржува. Кој синдикат? На МНР. Демократски бил чинот. На МНР? Да. Нешто не разбирам што врска има тие и од кај има синдикат тие воопшто. Па еве имаат. Пошто нели тие се топ министерства двете. Да, од највака способните. За тоа ми е коментаров, иначе јак синдикат 20 души. Секаде кај што може да играат глувците, мачорот кај што лоше врши работата, тоа ти е. Исто некни, не знам дали забележа, мислам за ова те барав сега чисто да размениме муабет, некни за она кривично дело за функционерите за избори кои учествуваат. Комуњариве предлагаат закон, ние плюкаме ова, она, недемократски, вака, така. МНР дава позитивно мислење за законот предложен од СДСМ. Да, да. Пишано мислењето од министерот. Да. Ние у иста влада сме или у различна? Нема време, човекот е многу зафатен. Индонезија, Виетнам, дори сврти. Еден човек, почитувани штипјани, беше овде во Штип пред 3 недели. Запеа на митингот на ВМРО ДПМН. Проектот Вистината за Македонија го покажа вистинското лице и на овој човек, вмешан во корупцијски скандали со милионски провизии за изградба на автопатиштата. Еве што мислат за вице-премиерот Владимир Пешевски, неговите сопартијци од ВМРО ДПМН. Уште еднаш се извинувам за вулгарностите и недоличните изрази. Ипак е гостувал на кај Миленко. Супер, Миленко денес го читам по Фейсбук, само нека гостувал такви емисии, визави колумната на Ватас и предходните написи на Зоран Божиновски. Мислам, можеш да замислиш какви вулгарности, вака, ја не ги ни дочитав до крај. Предходно имаше нова серија Офанзива за Мери. И што да ти кажам, нека си гостува таму, супер друштво е. Да.
Јас да ти кажам не одам, што све се сведува сегде кај што треба како магаре да се работи, јас сегде кај што треба за сликање хипо. Да, бе, да, и на крајот ќе биде хипоактивниот. Да. Телјак не знае што е Куманово, што е Струмица, да го Он прашаш не кај знае се. која река тече у Куманово. Да го прашаш која е реката? Све е фолирање, ништо нема, све е фолирање. Што не го праша Нино дали бил на дали бил значи или Бети. не знае која река е, а не па куќи поплавени, мислам. Он знае у Куманово што треба и требало да им се достави на луѓето, требало. Што цигани собрал таму, мислам. И следниот разговор се однесува на Владимир Пешевски. Но овој разговор открива и нешто друго. Дека парите од кредитите со кои што власта на Груевски секојдневно ги задолжува граѓаните, се злоупотребуваат пред избори. Како што вели Ставрески во наводници, ќе ги истурам компаниите пред избори, стопанството и граѓаните. Еве го тој разговор. Ваква подлост. Значи, Ѓубре, дебело. Ѓубре. и шефот му препратил одмah. Му напишал Владо вака ли се договоривме да биде изненадување у недела и после ми одговори ја ако му пишав дека е пенсионер. Вика не се секирајќи следиме све да си дое на своје место. Ама не е во тоа работат. Не, ама Ја утре да имам првиот работник у владата. и не е за ова, не е ова ексклузивен случај, па ќе речеш нешто му се испуштило. Систем на работа. Го прави мене, на Никола Груевски му го прави. Да, па... Премиерот се спрема, викам, ја организирам со трите комори да направиме спектакл настан едно друго. Да. Типов искача напред за друга тема и одговара на прашање. Ѓубре. Нарачано се разбира. За прв да каже нешто. И гарант од некој комуњарски медиуме, значи ќе ти остане и необработено кој што треба. Нечесен човек, значи невидена работа. Многу подмукло. И од Милено све ја се правам будала, секој ден ми го поставуваат прашањето и јас секој ден одговарам кој идиот сам. Да, у собранието риба. Не знам да го одговорам на друг начин или не знам дека ќе ги враќаме долговите. Ја кога го знае тоа никој жив не го знаеше. Значи јас сум го смислил, јас сум го изработил. Да. Со третиот човек на Светска банка договорив да ни дадат 250 милиони евра, што никој не ги даваат у денешно време. По втор пат ни даваат кредит за кој што има одлука у Светска банка да не се дава на ние на земја два пати таков кредит. Гаранција е тоа, не е кредит. Разбираш? Да. Вика гаранција со која што ни ги покриваат ризикот како земја и наместо 8,5% камата, ја ќе земам со 4,5 кај деловниве банки, Сити банки, тактите што се. Да. А иначе да истурам компанииве со 200 милиони евра пред избори, стопанство, граѓаниве сит. Идиотов иде со изјава. И хипо, и тоа без врска кога е странична работа за давала еколошка дозвола и ова успад го одговара, а ова е бомба у јавноста. Не може ова. Идиот не видиш. Мислам, смачено ми одножил и у грб Бегорде. Јас ти викам, зборам на телефон и го видов насловот. Па кажи што сакаш да кажеш и ако се договориш, ама немој бе на туѓи. Не, ама колку работи има што ја можам да ги кажам, па не ги кажам за да оставам простор, или ти не ги кажеш за да оставиш простор да се изменаџира. Лесно е да излезеш да поентираш, ама треба да излезеш и кога не е за поентирање. Не, ја посилете за рецесија да даде изјава. Кај се криеш у која пизда му матер негова тука? Ѓубре, мислам. Виња дебела. Куп месо. Многу злобно човечиште. Материна негова. Кај го спизде онаков лош, злобен и невоспитан. Безобзиран. Чекај ли му материна? Ќе молам за внимание уште малце. Ќе слушнеме уште два разговори. Во првиот разговор од овој сет, помеѓу Гордана Јанкуловска и Мартин Протогер, ќе слушнете дека со поградни, недолични и нечовечки зборови не се поштедени
ниту коалиционите партнери на ВМРО ДПМН, представниците на ДУИ. Во вториот разговор открива дека економската состојба на граѓаните во Македонија е толку лоша, што дури и припадниците на специјалните полициски сили се принудени да одат во Авганистан. Јанкуловска во разговор со Ставрески открива дека и обезбедувањето на Ѓорѓе Иванов сака да замине во Авганистан, а за тоа да се реализира ургентно лично Иванов. Да слушнеме. Што има? Добро е тера. Слушај, абе преги го слушам Бујар, мислам Копиле. Меѓу другото, нели збори дел од прославата ни ова она, и сега премиерот у собрание вика секогаш кој има потреба разговараме, редовни средби, диалог, дрн, како што мораш така да ја тераш работа, треба цивилизирано да изгледа, иначе се знае која друга варијанта. Овој вика ВМРО не се заинтересирале за знамињата. На Телма го имаше. Ако некога јас и вчера со Абдулаким зборев. Токму заради тоа и тебе ти се јавувам. Ја и со Джеват зборев и со Абдулаким вчера вече. Па еве. Го барав и она Копилено Артан Груби другарти. Не, и твојот другар. Не ми крена. Бозе си ти. Па тој као која гадура од човек е. Гад. Значи да мора да се држиш. Не, ама пази, значи колку треба да си гадура за да речеш дека тој со тенкот е убав споменик, се е освен убав. Да. Треба да кажеме, не ни изненадува тоа што и самиот за себе мисли дека е убав. Не, ама пази, мислам, ако тоа му е убаво, како ли изгледа ружното во неговите очи. Убаво му е човек со 6 прсти, знаеш, мутант, производ на инцест. Не, нормално. Не, сигурно има некои органи од овца тој. Боже, тоа му е убаво, пази. Гадура е. Бе, кај нас еден куп луѓе од специјална отидоа, мислам, знам. Го бараат него таму? Го бараат, што е трениран, готов кадар. Да, у него има инвестиција 10 години, он нема обуки што не ги поминале и сега оди таму. Мислам, факт е дека за 3 месеци 30.000 евра ќе земе, ама не може така некој друг да те тренират и да си вадиш пари на тоа. Да, приватно да. Треба да барам нов и ти треба да си останеш без човек 3 месеци. Он таму пари да прави. Кога ќе се врати, ќе видиме кај ќе работи, нема да работи у специјална. Па сигурно, не ни сака да работи кај мене после тоа. Не, ќе работи некаде, полицаец у куќичка. Да. Јас се изнервирав тоа, спротивно на муабетов со тебе, Джулена 2 пати ми се јавува. Ми викам, знаеш, нема пари да иде ова, она, бе. Викам, председателе, не е добро обезбедување на председател. Прво, некој ако разбере, скандалозно е. Па сигурно. Второ, он знае толку тајни за начинот на обезбедување на председател или на вице-премиер. Да. Било кој што може да уше 30.000 евра и може да те продаде како така. Да, па тоа ти викам, јас и тоа Джуле ми бареше на 2 пати у иста година. Викам, не можем у иста година, пошто незаконски, и го одбив. Чекаше до јануари другата година, да речеме првиот пат беше у март, од март до како му доаѓа јуни, јули. Чекаше јануари, пак отиде јануари. Толку му сече на тој пати. Ама не... Тој е лефтерен тип. Мислам, председател на држава е во прашање, не е председател на месна заедница. Да, ама на Шукеличи, пази се, идат овако високото обезбедување од држава наша, пази медиумски ако се дознаеш, на Шукеличи. Мене тоа ми беше поентата. Така, нема да личиме на сериозна држава, бега, како ќе се оправдаме ние како политичка партија, ќе речат дури и тие што се на овакво... Им се најблиски бега. Не, тоа не е, мислам, јас... Политички штетно и вака бе, зашто треба да идат они таму, као тренирано го ведо, тука си го пустил на милион места да оди на обука и сега он таму ќе си отиде.
Многу луѓе си одат, мислам, ти кажам, еве и брат му на Владко ќе оди се во Афганистан. И он работи, ќе се земе неплатен одмор, он работеше 3 години во Афганистан, мада он не работи такви работи, он работи пиар. Не е, мислам, високоризична работа, а е исклучително добро платена. Ќе иде 3 месеци, ќе земе, може и повеќе пари он. Он тоа не може да го заработи за 2 години овдека. И тоа не е во ред сега. И тоа не е во ред. Тука со твоја ургенција се вработи и да, бе, да, јас текнало да си оди, мислам сега види. Почитувани граѓани, на крајот ќе слушнеме еден разговор помеѓу главниот и одговорен уредник на Сител телевизија Драган Павлович Латас и сопственикот на овој медиум Горан Иванов. Во интерес на времето ќе објавиме само мал дел од овој разговор со кој се заокружува сликата за односите во ВМРО ДПМН. Ве упатуваме на веб страната на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да го слушнете овој разговор во целост. Да слушнеме овој дел од разговорот. Има забегување тука, имаш луѓе за кои мислам дека забегуваат и мислам дека принципот полека се поремета. Чим они дат еден со друг се оговараат, не верат се плюкат, се напајат, а не е добро. Крајот сите се узија на тоа плюкање. Нема никој шавитјар. Тебе не е добро сигурно. Тоа е исти тим. Мислам дека днес имаш луѓе и записани малце више, забегани. Не е состојба да се носи толку дугачко на таа функција. Почне се живо, као да е негова лична. Као да му е Богом дано. Да, бе, као фирма да му е. Почитувани граѓани, ве повикувам сите заедно да не дозволиме ова зло повеќе да ни се повтори. Продолжуваме. Почитувани присутни, ве повикувам вечерва во 18:30 часот да се придружиме на сенародниот протестен марш за враќање на слободата, демократијата, правото и достоинството во Република Македонија. Маршот ќе започне од платото пред новата пошта во населбата 8 ноември. Се гледаме.